Среде строг центар на Скопје ечеше УЧК, илјадници албанци се собраа да дадат поддршка за поранишните команданти на УЧК, на кои им се суди во Хаг за воени злосторства. Со албански знамени, десетици новинарски екипи од Албанија и Косово, како и косовска делегација, се одржа протестот, а пред присутните се обрати и поранишниот врховен командант на УЧК и лидер на ДУИ, Али Ахмети, кој беше и организатор на протестот. Никогаш не биле против државата Македонија, а командантите на кои им се суди во Хаг придонеле за стабилност и мир во земјава, кажа Ахмети. Нашата војска не била против ниту еден народ, ниту против српскиот народ. Денешниот протест не е против државата Македонија, бидејќи токму овие што денес се пред овој суд придонеле за стабилноста, мирот и иднината на оваа држава, имајќи предвид дека биле носители на важни институции, председатели на државата, премиери, председатели на собранието. Тие потпишале десетици па и стотици договори за понапредна Македонија, а не за држава што треба да се плаши од ослободителната војска на Косово, ниту од ослободителната национална армија, ниту од оние што денес се присутни со рани на телото. На протестот му дадоа поддршка и актуелни поранишни функционери во македонската влада. Според министерот Лимани, мирниот протест ја зајакнува идејата за нација што коегзистира со различните без да потикнува војна. Поддршка даде и лидерот на Вреди Меджити, но не беше присутен. Стојан Чангелов, кој е бранител од 2001-та, со остра осуда за собирот на кој им се дава поддршка на поранишните команданти. Сите припадници на УЧК кои извршиле војни злосторства треба да одговарат во согласност со меѓународното право, вклучително и оние припадници на УЧК кои во 2001 година извршија војни злосторства во Македонија. Апсурд е да се бара ослободување на било кои злосторници осомничени, обвинети или осудени за војни злосторства, опфатени со меѓународното право, напиша Стојан Чангелов на Facebook. Претходно премиерот Мицкоски кажа дека владата нема да го поддржи протестот, но ќе работа да се осигура дека ќе помине мирно и без инциденти. Тамара Дичевска, Сител телевизија.